Здраво и добро дојавте во уште едно видео каде што ќе продолжиме да збориме за структурните единици на прокариотските клетки. И во ова видео ќе се задржиме на флагелумот и на фимбри и на пили. Значи да започнеме. Некои прокариотски клетки, немаат флагелум, но некои прокариотски клетки имаат флагелум. Значи обично тие слики кои ги покажував до сега од прокариотски клетки има флагелуми и тоа е обично најчесто ја представуваме Ешерихија коли, но значи не сите прокариотски клетки имаат флагелуми и не се секогаш исто градени и исто поставени флагелумите. Сега немаат само прокариотски клетки флагелум, значи има и еукариотски клетки. Например, и кај човекот има клетки кои имаат флагелуми, тоа се сперматозоидите кај машките, кои што имаат флагелум. Но за разлика од флагелумите кај прокариотите, еукариотските флагелуми се движат во планарна рамнина, значи само лево-десно, додека флагелумите кај прокариотите се движат во комплексни 3D маневри прават, значи во кружна насока, исто може да се движат по различни рамнини. Така да многу покомплексни движења имаат за разлика од еукариотските клетки. Сега да напоменеме дека тие кои немаат флагелум ги нарекуваме атрихи, значи најчесто секогаш кога се употребува во различни науки или предмети, секогаш значи не, нема, без или нешто така. Значи атрихи. Сега, а кај тие кои имаме флагелум, флагелумите може да бидат поставено перитрихо, односно што значи тоа? Значи ако имаме на клетка, перитрихо би било поставени по целата површина, значи по целата површина на сите страни. И ова исто е важен збор, мислам кој постојано се употребува особено во медицината и во други науки. Пери, кој што значи околу, значи околу нешто, обвивка или така нешто слично. Значи перитрихо, или пак може да биде поларно, кој ќе биде на краевите на клетката. Сега, ако е на краевите на клетката, тоа ќе разликуваме повеќе начини. Значи, ако е поларно, тоа ќе разликуваме повеќе начини. Може да биде каде што имаме само еден камшик на еден крај поставено, тоа е монотрихо, значи тоа е моно. Може да имаме случај каде што имаме повеќе камшици, но сепак на еден исти крај. Значи повеќе камшици, ама на еден исти крај. Тоа се нарекува лофтотрихо. Лофто. Можеме да имаме исто опција каде што имаме амфитрихо поставени флагелуми, односно тоа е по еден флагелум на двата краја. Значи по еден флагелум на двата краја, значи тоа е амфитрихо. Сега малце да ја разгледаме структурата на овие флагелуми. Значи ако ја нацртам клетката овдека, имаме една прокариотска клетка и имаме флагелум. И ако зумираме поспецифично на овој дел, значи овој дел, сега го зумираме, доаѓа тука вака. Сега, во зависност од тоа дали збориме за грам позитивна или грам негативна бактерија, ќе имаме некакви разлики, но ќе ги спомнеме тие понатаму. Општо можеме да го поделиме на три дела флагелумот, значи на тој кој е долг, надворешен, значи опашката која гледаме од надвор, која е изградена од протеин флагелин, и имаме кука, кој е овој тука дел, и последниот дел е базално тело кое се прикачува за клеточниот зид и за клеточна мембрана. Сега да го разгледаме секој од тие единици поединечно. Сега да разгледаме која е разликата помеѓу
флагеларниот апарат кај грам позитивни, кај грам негативни бактерии. Значи овие се грам позитивни, а овие се грам негативни бактерии. И сега гледаме дека кај грам негативните бактерии имаме два слоја на клеточна мембрана и помеѓу нив се наоѓа пептоглуканот. А кај грам позитивните бактерии имаме само еден внатрешен слој на клеточна мембрана. И сега е многу интересно. Значи, филаментот кој се наоѓа надвор и кај двете е од надворешната страна и двете имаат кука, значи куката, но базалното тело кај грам позитивните и негативните е различно. Кај негативните имаат добро столбче кој е вметнато помеѓу два прстена, значи да земам некоја виолетова боја, која е вметната помеѓу два прстена, кај што едниот се наоѓа во пептоглуканот наизменично со горната надворешна клеточна мембрана, а вториот се наоѓа во внатрешната плазма мембрана, а кај грам позитивните бактерии има само еден сет на протеински прстени кои се наоѓа внатре во внатрешната плазма мембрана. И сега ќе разгледаме едно видео каде што има добра анимација за како клетката го прави овој флагелум, како се движи и колку всушност тој е неверојатен и комплексен механизам на движење и колку е неверојатна структурата дека ова воопшто може да постои. И се ова изградено од протеини, еден вид на машинерија со подвижни делови која е толку мала што се одвива на протеинско ниво. Сега да го погледнеме видеото. Значи, еве го протеинскиот апарат се формира и ова се случува кај грам негативните бактерии. Бидејќи имаме две клеточни мембрани, се формираат мотори, статори и пополека се градат протеини, каде што се ставаат протеини врз протеини врз протеини и во една хеликална структура, нели овој протеин е протеинот флагелин. Во центарот на таа структура има празен простор низ кој се носат нови материи за градба на флагелумот и пополека се гради опашката. Интересно е, не спомнав дека опашката кај прокариотските клетки е слободна, односно протеините се наоѓаат слободни од цитоплазмата за разлика од еукариотските клетки каде што се прекриени со клеточна мембрана околу, така да се заштитени. И тоа е една клучна разлика. Сега овој камшик на бактериски клетки всушност им дава голема брзина, може да се движат 300 до 3000 пати од својата должина во минута време и тоа за човек би било соодветно 120 км на час да се движи некој човек, што ни Usain Bolt не би го можел тоа. Има една интересна група на бактерии кои не се движат со обични филаменти, него они имаат така наречени аксијални филаменти. Тие се на чудна структура каде што се сретнува кај спирохетите. Најдобро познати представници се Трепанема палидиум, кој е предизвикувач на сифилис, и Борелија бургодорфери, кој е предизвикувач на лајмската болест. И тие се движат со помош на аксијални филаменти или наречени ендофлагелуми, дека всушност се флагелуми кои се внатре како еден вид на снопови од фибрили кои излегуваат од едниот крај на клетката под надворешната обвивка и спирано ја вивткуваат целата клетка. И овие фибрили кои се наоѓаат околу цилиндрот, односно околу самото тело, се наречени аксијални фибрили и заеднички се познати како аксијален филамент. И секоја фибрила има еден крај прикрепен за клеточниот врв, додека другиот крај е слободен. И бројот на фибрили варира кај различни родови и видови. Кај некој има 18, кај некој има повеќе од 100. И за самиот број на фибрили интересно да се каже дека се вметнати на секој
крај и тие можат делумно да ја покриваат клетката до средината или по целата должина. И надворешната мембрана ги прекрива овие фибрили, исто како и клеточното тело. И со помош на овие фибрили, односно аксијални филаменти, тие предизвикуваат движење. Едноставно се собира и се издолжува и се врти во едно кружно движење и со тоа се движат. Едно спираловидно движење, кој нарекува на змии. Добро, и сега остана уште еден вид на надворешни структури за кои треба да спомнеме, и тоа се фимбри и пили. Значи, кај најголем дел од грам негативните бактерии има додатоци во форма на влакна од коса, кои се покуси, појаки и потенки од флагелумите, значи ова кој е на прокариотска клетка. Те се наоѓаат по целата површина и се многу помали, за разлика од флагелумите. И најверојатно тука сега ќе покажам некоја слика. Тие служат за прикрепување и за трансфер на ДНА и овие структури содржат протеин кој се нарекува пилин и се наоѓаат хеликално распоредени околу клетката. Имаат различни функции. Значи, фимбриите може да се јават на половите да бидат позастапени или пак најчесто како е да бидат по целата клетка. И може да има од неколку до неколку стотини, значи да речеме од 1 до 100 фимбри. И овие фимбри имаат тенденција да се залепуваат на различни површини и да се залепуваат и со други клетки, значи кога ќе имаме друга клетка и таа има фимбри и ќе се прилепат една со друга и со тоа образуваат едни биофилмови, значи прокариотски маси слузести. Значи образуваат биофилмови од бактерии. И со ова нели они се прикачуваат на различни површини, дали на нас, дали на некое стакло или слично. И баш фимбриите им помагаат например на бактеријата Neisseria gonorrhea, која е предизвикувача на гонореја. И сега пилите обично се подолги од фимбриите и се по една или по две на клетка, значи да речеме дека тие се подолги, сепак не се долги како флагелуми, значи ако би го нацртал флагелум на овој размер, флагелумот би бил ептен долг и би бил извртен и така натаму. Значи фимбриите се подолги од пилите се подолги од фимбриите, но сепак се пократки од флагелумите. И со нив таа на некој начин се придвижува и остварува контакт со саканата површина, но не се прикачува. Но најважната улога која имаат овие пили е пренесувањето на ДНА материјал. Значи ова пренесување на ДНА материјал е многу важно, бидејќи поради тоа голем дел од бактериите стануваат резистентни на антибиотици и уште пострашно, значи кога еден сој ќе стане резистентен на антибиотици, тој на некој начин пренесува информација на друг вид на бактерија која не е од истиот сој и на тој начин тој друг вид на бактерија станува резистентен на антибиотици. Значи како што имаме овдека на сликата, кога ги имаме овие пили, со тие таа се прикачи на другата клетка, таа може да и пренесе информации. Уште така овие пили се нарекуваат уште конјугациони, односно секс пили, бидејќи ова е начин на размена на ДНА. Значи таа која ги оддава информациите се нарекува F+, бактериска клетка, што на некој начин би кореспондирало со машката бактериска клетка, иако не постојат машки и женски, него таа е таа која ги оддава информациите, а другиот примателот е F-. Значи оваа би била F-. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за клеточниот зид.